Кога ќе се занимавате со политиката и кога сте јавна личност, од тој момент па натаму, вие и вашето семејство, поготово во високата политика, кога сте биле премиер, па дури и министер, вие немате право на приватен живот. Посебно кога ја водите владата на еден од, би рекол, најсиромашните народи во Европа и сте премиер на влада во една од најсиромашните држави во Европа. Непристојно е да ве гледаат во ресорти, на Алпите, на плажи, секој кој што така се однесува. Јас би рекол човек кој што плука директно во лице на граѓаните. Некултурно е, непримерно е и плукање у фаца е на 600, 700, 800 илјади луѓе кои што живеат на граница на сиромаштија или околу 200 илјади под границата на сиромаштија, да се сликате селфиња да си правите од Сен Мориц, например. Апсолутно е неприфатливо. Како што е неприфатливо и во држава во која што минимална плата е 24.000 денари, да носите саат од 60.000 евра. Да носите одело бриони од 7-8.000 евра. Тоа е неприфатливо. Срамота е и подценување. Апсолутно се согласувам. И треба да се супасулите, малце да се спуштите на земја, бидејќи овој народ ви го платил тоа. Не своеволно. Овој народ не ви дал алал, сте му зеле. Се согласуваме со Мицкоски. Дека сме најсиромашна држава, сме. Дека имаме најсиромашен народ, имаме. И добро е што господин Мицкоски почнал да кажува како што е, бидејќи мора прво да увидиме како е, па да трнеме напред. Ако се лажеме сега, 35 години се лажеме, добро е, супер, не се кирете. Не ни иде на добра работа. Ние дееволуираме, деградираме, затоа што се лажеме дека е добро. Гледаме дека не е добро и викаме не бе добро е.